Советничката група на СДСМ денеска ја напушти 45-та седница на Советот во општина Прилеп, поради како што велат несогласување со програмата на ЈКП Комуналец за управување со отпадот во градот. Од СДСМ истакна и дека излегле од салата, затоа што немало и кворум да се расправа за една според нив ваква важна точка. Инаку точката била за донесување на урбанистички план во населено место за изградба на погон за преработка на комунален безопасен отпад покрај патот Прилеп-Битола. Секоја година Комуналец, јавното претпријатие Комуналец доставува програма до Советот на општина Прилеп за да се усвои таа програма за рециклирање на комуналниот отпад. Ние не се сложуваме на начинот и поставката за кој што работи Комуналец токму на овој комунален отпад. Од тие причини ја напуштивме седницата, затоа што сте точно против одлуката на оваа точка. Председателот на Советот Никола Димески истакна дека опозицијата единствено само сакала да ја блокира работата на општината и продолжувала со деструктивната политика која не била во интерес на граѓаните. Денес со нивното напуштање на седницата блокира многу значајна одлука за носење на детален урбанистички план за изградба на фабрика која што ќе обработува отпадот во нашиот град. Таа фабрика освен што ќе ја подобри животната средина во нашата општина, исто така ќе отвори и нови работни места. За жал деструктивната политика на опозицијата продолжува и гледаме во сите пори. Од ЈКП Комуналец вела дека се надеваат дека ќе ја добијат дозволата за градба за 3 до 4 месеци и дека наскоро ќе започне изградбата на фабриката. Линијата за овој погон е веќе набавена, а изградбата на халата би чинела околу 12 милиони денари, средства кои ќе ги обезбедил ЈКП Комуналец. Со тоа завршуваме и се надевам дека за 3 до 4 месеци ќе добиеме дозволата за градба и ќе отпочне градбата. Со ова Прилеп би добил големи бенефити, значи ќе се доселектира таа количина на отпад, ќе се знае точно од кој вид на отпад имаме, за да може да се димензионираат наредните системи кои би требало да се градат околу таа сама фабрика. Кога повторно ќе се одржи седницата и кога ќе се расправа за оваа точка, не беше потенциран термин.